Ова е моето трето роботче кое што е дизајнирано да решава лавиринт. Еве го лавиринтот, го гледате, таму излезот. Има две слепи улички. Не е некој лавиринт како што би очекувале, претежно служи за докажување на концептот и за докажување дека роботчето може да го решава. За да го направам роботче, направив избор од материјали кои што ги имам дома и ги има скоро сите материјали на него, значи има метал, пластика, дрво и картон. Металот е во форма на алуминиумска плоча, која што е под оваа картонска плоча, и на таа алуминиумска плоча се држат електромоторите во нивните гондоли, преносниот систем и тркалцата. Значи има преносен систем, односно запчаници на електромоторите, преку кои што се движат колцата, заради тоа што електромоторите се многу моćни и спори и морав да направам пренос за да би малку побрзо. Така. Потоа има неколку електрични кола во рамките на овој куп од жици што се гледа. Значи тука имаме хамост, тие 4 отпорници, односно транзистори, кои што се поставени квадратно и служат за сменување на насоката на вртење на електромоторот. Едниот електромотор менува насока на вртење, другиот врти постојано во иста насока. Потоа тука имаме астабилен осцилатор и тој дава импулси кои што микропроцесорот, односно микроконтролерот овдека, црнава плочка, ги брои. Тука имам два стабилизатори за електромоторите. Овие два транзистори кои што се отстрана малку се во рамките на хамостот и се интерфейсни транзистори. Овој тастер и овој тастер служат за да се напипа околината, значи преку нив роботчето добива представа кон што оди. Овој тастер ваму служи за да може да оди лево и право, а овој за да заврти десно. Инаку роботчето користи правило на лева рака, односно таков алгоритам, и според тој алгоритам секогаш дава предност на вртењето во лево, ако не може во лево, право, ако не може право, врти десно. И тој алгоритам овозможува решавање на било каков лавиринт од било каква големина, многу поголеми од овој кој што треба да го решава роботчето. Сега ќе го вклучам роботчето. Така, тој е стабилниот осцилатор, за да можем светка, за да можем да видам дали воопшто работи и дали ги брои импулсите микроконтролерот. Така. Сега почнува, значи, одма во лево, ете го, ако не може во лево, оди право. И кога ќе не може ни право, ќе заврти десно. Значи, тоа ќе видиме во слепата уличка кон која што оди. Така, значи, еве го тастерчето, преку него добива информации. Сега треба да заврти во слепа уличка која ќе се удри во зидот, така. Сега ги брои импулсите. Сега пак удри во слепа уличка. Сега продолжува во лево. Не може односно може во лево, заради тоа продолжува. Така. И се упатува кон излез. Значи, како што реков, трепка осцилаторов и во дизајн е таков, значи, од старт, но ова трепкање кај мене служи за да видам дека генерира импулси кои што кога ќе дојде потреба овој микроконтролер ги брои. Значи, ете сме спрема излез. Стигна ова роботче. Така, тоа е се.